Така, почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студио. Да напоменам, ја следите утринската емисија рано наутро на Канал Плюс телевизија. И ќе ги замелам од режија, односно камерата, ако може да доволи каква е атмосферата овде во студиото кај нас. Навистина имаме еден голем број на сувенири од поранешна Југославија. А и мои денешни гости во денеска во рано наутро се Трајче Трендов, председател на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани и Ѓорги Николов, секретар на Сдруженијето. Добро ни дојдовте во рано наутро. Добро ја најдовме. Така, еве за... Така, нормално. Еве за почеток, вас кочанчани ве знаат, но сепак да им појасниме на гледачите од кога е формирано Сдруженијето и која е вашата визија? Па вака, нашето здружение прво беше заедно со Сдруженијето од Скопје, во рамките на него беше како една секција, да речем, и тоа беше од 2003 година. Така. После тоа ние се осамостоивме и сега сме како самостојно здружение на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани од 2007 година па наваму. Така. Еве ќе го прашаме и секретарот колку се членови број здруженијето и кој е најстариот член? Па видите, моментално имаме бројка со, како што рече председателот, кога бевме во склоп на Сдруженијето од Скопје и со денешното бројка околу 500 членови, најстар член имаме 90 и кусор години, така? И 96 години најстариот член Јордан Арсич од Кочани. Така, најмладиот? Најмладиот член една година, како е? Та, на благајникот на нашиот внуката една година и она е член у Сдруженијето наше. А кој се може да биде член во вашето здружение? Пред се кој сака, кој е љубител на Тито и на Титова Југославија и на тие идеали за кои ние се стремиме. Така. Еве, јас ве прашав, значи, која е визијата, односно, од каде идејата да го формирате ово здружение и кои се активности ги спроведувате? Па вака, идејата е нормално со распадот на Југославија, некако се идеше не само во Македонија, во сите бивши републики, се што е југословенско на некој начин да згасне, да се забраве, а пред се ликот и делото на другарот Тито, кој, да не забравиме, памнеме убаво, ние, што вика таа генерација и постарите, се што има направено другарот Тито и за Македонија и комплетно за Југославија, ние во целост збореме за таа целокупна Југославија, што на некој начин тежнееме од Вардар до Триглав. Така. А еве, например, колку народот ве поддржува, освен вашите членови, имате ли поддршка од целокупното општество стритно во Кочани? Да, по вака да бидеме искрени, порано кога се осамостоили Југославија, јас останав на таа идеја да го негувам тие традиции на Југославија. Луѓето некако со презир гледа према мене, демек сега сме посебна држава, сега ќе тече мед и млеко, ама со тек на годините гледаме до што дојде Македонија, не само Македонија, сите бивши југословенски републики, една Словенија која е во Европска унија, викат час поскоро сака да се вратат во таа бивша Југославија. Хрватска и она влезе во Европска унија и они ги видеа благодетите на Европската унија, така да со тек на време имаме, мислам, од граѓаните посебно поддршка, не може нешто да речем и од структурите, дел од структурите негативно гледат према нас, поготово према мене, ја како бивши припадник на полиција, на некои структури во министерството, на одредени луѓе, не може да. Генерално нема проблеми од министерството згоре од Скопје, кај нас во Кочани одредени луѓе има. Добро, нормално е тоа, така. Мислам, не и замерка моја у тај дел што тие што највеќе видоа, така рече, го благодети ги осетија на таа Југославија, преку ноќ се завртеа и членски книжки од Сојуза на комунистите Фарлија, Скина, ја до ден денеска ги чувам и за мене тоа е, чуваме членската книжка од Сојуза на комунистите на Југославија, друга книжка немам и срце, што вика, не ме влече за друга партија. Така, еве ќе го прашаме председателот господине Трендов, можете ли да направите една споредба? Како беше во времето на Југославија, како е сега и што би сакале да задржите од времето на Југославија во денешно време? Дали нешто недостасува за да биде подобар животот денеска?
Да е само нешто што недостасува лесно. Така, една кратка споредба да направите како се живееше во времето на Југославија, како денеска. Еве, неколку црти, а ништо ново нема да кажам, поготово не за постарите. Во таа лоша, под наводници лоша, комунистичка Југославија, бесплатно се лекуваше. Така. Бесплатно се учеше. Секој можеше да се лекува, книжката у джепов, иде у Љубљана се лекува, без пари. Се беше на товар на фондот. А сега, ако немаш пари, умри, кој ти тера да живееш? Никој. Значи, удело на школството исто, бесплатно школство. Секаде можеш да се запишеш, да учеш, ништо не плаќаш за тоа. Тоа се се факти. Или ја, например, друг, викам, на плажите у Грција, кај што многу често се одеше, поготово ние македонците на летовање, тука се бања на плажата директорот, до него се бања неговиот работник. Така. И немаше проблем да иде секој да летува и да живее еден нормален, пристоен живот. Немаше разлика, така. Никаква, не такви како што сега има. Сега е нешто и на глобализација и на ова модерно општество, значи работите се менува, така. Менуваат се, ама за жал менуваат се на полошо, не на подобро. А ние сакаме, ја викам, ја имам една единствена желба. Сега сум 70 години оваа година. Ако дочекам до јули тамо, ја викам, сакам само една желба имам. Мојот внук, што се вика Марко, да живее у иста таква држава у која живееше неговиот дедо. Ништо друго неќе. Еве, тоа е желбата моја. Така. Добро, малку потешка, понереална желба, но тоа е. Така, еве, например, што би сакале во Кочани да се промени? Дали доволно е запаметен Тито? Па кај граѓаните запаметен, само кај властите некој не ми се допаѓа, тоа мора јавно да го кажам. Се што беше југословенско, поаѓајќи од улиците, сите улици ги избришаа. На крајот, тоа е за мене на некој начин дрскост да сменат улица преку ноќ, улицата Маршал Тито. Така. Не знам каков коментар И у допуна на ова Ѓорги што вика, ние како здружение писмено истапивме. Пративме писмо на градоначалникот, пративме писмо на Советот, у кое што сметаме дека нити има потреба, нити е време да се менја улицата Маршал Тито. За жал, никој на тоа не реагираше, тоа се случи. Што не е у јавноста добро прифатено, ама која праша јавноста? Така. Како ќе се вика некоја улица? Така, еве, јас предлагам малку да се потсетиме на оние убави спомени, како што кажав, нашето студио денеска е преполно со разни сувенири од времето на поранешна Југославија. Еве, што досега имате направено, односно, кои се активности ги спроведувате? Дали само во мај или? Па видите, ние обично ги празнуваме сите југословенски празници. Сега малку сме хендикипирани на некој начин, што Македонија сме најдоле, што вика, на опашката. И за 4. мај секоја година редовно одеме, 3-14 години редовно како одам за Белград. 2013 година, кога си помена другарката Јованка Брос, бевме на погребот. Наредната година на годишницата бевме, сега на 2 години пак, мислам и за 20 октомври редовно одеме. Бевме 2013 во Сребреница една недела на камп, така се викаше камп Мира Сребреница. Бевме околу 100 члена од цела Југославија, од сите републики. Организаторот на кампот беше муслиманин и србинка. Муслиманот беше бивши градоначалник или началник на полицијата, Хакија Мехулич и Весна Мустафич. Еден муслиман и една србинка, они беа организатори на кампо. Уште кога се договаравме, кажа, не вика, ваше е само патот до тука, смешта и исхрана се паѓа на товар на нив. Така, вие можеме да кажеме во Источна Македонија, па и во Македонија сте единствено здружение кој што така масовно оди на овие настани. Па има одреден број овие од Скопје, некои така се појават, мислам, Скопје како Скопје, пола Македонија и повеќе да одат 5-6 луѓе. Тоа е нула, така наречено. Тоа се зависи и до организацијата пред се.
ние колку толку се трудиме, секоја година или минибус или автобус редовно одиме, предпознатли сме во цела Југославија и зашто имаме добиено и благодарници и ордени за таа соработка на ниво на Југославија. 2013 година, мислам, имавме гости од Словенија, 64 луѓе од Словенија дојдоа у Македонија. Мислам, се од Сдружение исто за негување на Титова Југославија. Меѓу нив имаше и еден борец, 91 година беше, уште вителен. Преноќија кај нас укочени во Слив Спија, музика организиравме, партизански песни. Убава дружба, навистина. Да, така. И мислам на 2013 исто бевме за 29 ноември во Јајце. Од Македонија ние бевме околу 20 луѓе, од Словенија имаше 22 автобуса. Браво. Да, така. Мислам, тоа е меѓународно останал, вика, словенците, вика, први дигнаа се за да растурат Југославија, сега на некој начин са први за формирање на повторна таа Југославија. Мислам, ти контактираме редовно со словенци и со се. Ова е од 2013 од словенците одавно нивно е бој. Камерата може да Ова е нивна изработка. Исто така, сега пред недела дена Имански марш беше во Босна. Бевме поканати, мислам, ради временските услови, пред 15 дена и кажавме дека нема да дојдеме, пошто имаше студови. Босна како Босна е доста, има снег, лошо времето, затоа не планиравме дека така ќе биде добро времето. 15.000 народ имаше на Имански марш. Исто така, најмногобројни се словенците. Од Босна има од сите републики, поготово се истакнут и за 4. мај кога одеме во Белград, словенците се стварно топ тема на некој начин. Така. А еве овде во Источна Македонија, како е? Има ли поддршка? Има, ние види од членови, пошто нема здружение, на некој начин имаше околу 20 кусур здружение во Македонија, Здружение на граѓани Јосип Брос Тито. Председател беше Слободан Угриновски, он формира партија, ние не сакавме со него да одеме како партија, ние се останаме да си го негуваме традициите на здружението, не занима која партија, шо, како. Така. Во тај дел не се мешаме воопште и народот обично, знаеш, мислат дека, еве јавно ќе кажам, дека немаме ништо ние со политичката партија Тито Вилеви сили, ниту па сакаме да имаме со било која политичка партија. Нашето е тоа здружение, да се дружиме, да го негуваме братството. Да ја задржите историјата, така. Братството и единството. Сега има многу, поготово на мене ми префрлат, вика, абе ти, вика, у полиција работиш и до вчера, вика, македонски полицаец, вика, тежнееш за, вика, за друга, за некоја држава што не постоја. Па види, ја на секој тоа може да му кажам, јас се гордеам што сум бил југословен, по национално сум влав. Ама по убедување сум југословен. Роден сум у Македонија, ја против Македонија, еден збор немам речено, или било што да. Мислам, многу лошо го тоа сваќат, кај одреден број на граѓани, некој тоа да речем како задоен, знаеш. Сега ако било што кажеме, има ги секој ден се на утрински телевизија, дрва и камење против Југославија. Абе, добри луѓе, шо лошо рекоме ние за Македонија? Ние сакаме, ево јавно ќе го кажам, сакаме да живееме како порано што беше. Зашто на секој 100 км граници има? Па ве прашајте ги овие транспортерите што мака имат. На 100 км чекат по денови, наместо да иде за тоа време до Словенија горе, никој не ти пита од дека си, шо си, како си. Ние живееме во таа држава, видоме ги благодетите. За жал, тие што највеќе видоа од тоа време, сега плюкат и фрдат и дрва и камење по таа држава. Така, добро. Не можеме ние да осудуваме, но тоа се секој си. Ама види, јас тоа што го работам, јас со кеф го работам. Точно. Не прашам некој било ти која си партија или било, ти зашто? Ево кај ја на куќата го имам фасадина од грба на Југославија, некој вика зашто си го ставил? Па кеф ми е, уживам тоа. Дома има музеј направен. Тоа ви исполнува, така. Фала Богу. Тоа е. Така, еве овде имаме и штафета, така. А вие секоја година во мај 25 предавате штафета на некој друг, така?
Ние сека година организираме у мај две манифестации. Едната е 4. мај на гробо на Тито, сме сека година у Белград, и едната е манифестација штафетата. Штафетата е носиме градо Кочани и околни неколку села обиколеме. Така. Исто и тоа е со задоволство. А како ја меѓу добивте граѓаните. вие оваа штафета? Ние си ја направивме. Вие си ја Не, направивте, ние. навистина одлично, браво. Ние ја направивме и ја имаме. Ајде малку да презентираме на нашите гледачи што се имате донесено овде, еве, Па тоа е мал дел, што што викате. представува ова. Видите, Јас ќе покажам пред камерата, ако може 2000 само да... 2013 година кога бевме во Белград, заправо од 2014, прашаване од Белград Југословенски центар Тито и исто тоа издружение, дали ќе присуствуваме на, пошто секоја година има од 11 часот има комеморативна седница и кажа, вика, овој председател што е Горан Милодиновиќ, вика, ти председател, вика, мора да присуствувате на седница. И без тоа ни присуствуваме. Не ни знаев и на крај, ако пред да заврши седницата, на Сдружението доделена е благодарница. Така има доле кај нашата масичка и благодарници кои што ги донесовте, ако може камерата и да ги долови. Па ќе ни објасните зашто е се добиена и благодарницата е за Сдружението и посебно има благодарница лично за вас. Лично за така, мене. И на некој начин тоа е одликувањето што го покажате пред малку, тоа е лично за мене. Од четворица од цела Југославија добија одликување, меѓу нив бев и јас. И сега на таа седница беше и Огриновски. Дојден таму, со него немаме контакт. И после тоа, кај структурите горе во Белград, викал зашто на мене се дале одликувањето, требало на него да дадат. Така да, јас не сум ни планирал дека такво нешто ќе добијам, али во секој случај може да тоа 5 динара вреди, али за мене е многу вредно. Многу вредно, така. Сепак, што вика, некој тоа го цене и... Нормално. Така имате сочувано и пари од времето на Југославија. Па има се, нема што нема, се што така да ги подсетиме нашите баби, дедовци на тоа време. Па има тука и многу стари пари. Овие се и ние не ги памне. Така и весте. Тие. Ево Титовката знае се тоа. 100 динари. Да. Тие се стари и ние не ги затечувавме. Ево овие 3 бакноти не се никако свивани. Овие ги чувам од 82 година, плата кога земав прв пат у полиција. Ево овие 3 пари ги чувам, чисто нови се, не се. И од 82 година ги чувам овие 3. Браво, навистина. Да се подсеќам кога сам земал прва плата у полиција. Ево ова е веќе рударот. Ова е популарната червена. Червената. Така. Што друго имате еве овде донесено? Кој што е важно да се каже? Сега, исто мора да напоменам, 2011 година бевме у Бихач на прв конгрес на Лига на антифашисти на Југоисточна Европа, се со цел на стварање на повторна Југославија. Делегати бевме од Македонија, еве членска книжка за делегат. Имам исто членска книжка. Член на председателството од секоја република по 12 делегати на сојузно ниво сме. И мислам на секои 4 години се одржува конгрес. Требаше да бидеме лани во Загреб, не отидовме од оправдани причини. Се состанаме на состанок у Јајце кога бевме заедно таму. Идејата виси, таа е нашата идеја за повторно стварање. Да започнеме со емисијата, вие ми покажавте овде пишан медиум, односно и српските медиуми пишувале за вас. Па, мислам, секоја година обично и во вестници има и на телевизија дават неударни, како што има секоја сабајле на РТС јутрени програм. Мислам, знаат на нас дека први стигнуваме таму и одма довајат и кај нас у автобус улезат. Екипата наша е прва на гробо на Тито, уште темно стигнеме. И РТС знае и
Прва емисија уживо што дават Сабајле у вестите со нас, разговор. Започнува со овој. Да. Браво, наистина. Овие се златник со ликот на Тито, сребрени јаци. Овие неколку златници и сребрени ликови добив ги од наш граѓанин од Охрид, 40 кусор години живее во Холандија. За 29 ноември ме гледал на телевизија и јави ми се од Холандија после летото 2010 година, дојде во Македонија и ми ги донесе сите овие работи. Мислам, многу работи од него има. Ристо Кичов, мора да го поздравам. И мислам, со тие зборови се обрати, вика, после мојата смрт, вика, тоа кај било кој да остане, вика, ќе се уништа на некој начин, ќе забравя. Тоа, вика, од срце го давам кај прав човек, што гледал ме на телевизија, човек во Холандија, а исто така голем југословен. Браво, навистина одлично. Еве, господине Трентов, дали се подготвувате за мај? Повторно. Секако. Во Кочани нешто ново или како и секоја година ќе ја задржите традицијата? Од прилика така ќе биде, со тоа што еве ние уште сега користиме прилика да ве поканеме да дојдете. Ако сакате, ако се договорите како телевизија, може и ваша екипа оти една година од Канал 8, од Кочани, Кочанскиот канал 8, даде екипа која што со нас од Кочани до Белград и назад. И снима и многу убава репортажа имаја на телевизија, така да ако вие сте заинтересирани, евентуално, значи има време да се договориме, има телефони за да дојдете со нас. Дали имате некогаш размислувано или планирано на некој друг начин да го одбележите тој ден во Кочани, освен заминувањето во Белград? Не. Знае се, 4. мај е денот на смртта на нашиот сакан председател Тито и ние на 4. мај сме таму. Кај да не викат, што да ни понудат, ние нема да прифанеме, таму ќе бидеме у Белград, здравје и живот, разбира се, и оваа година. И исто како што штафетата ќе ја правиме, исто и за штафетата още сега повикуваме здравје и живот да дојдете да регистрирате како нас. Ако сакате, оти ние ги сите македонски телевизии поканеме тогава. Имаме ги. Ѓорги ги има телефоните од сите, понудиме ги, ако сакат. Некои дојдат, некои презимат од Канал 8. Така да, еве, и за вас важи, ако можете, ако сакате да дојдете. Ви благодарам многу. И на едната и на другата манифестација. Или нешто друго ако имаме, исто така. Нормално ќе бидеме известени. Така. Така, еве, господине Николов, што друго би сакале да споделите, еве, за нас и за нашите гледачи, ако што го испуштивме ненамерно или јас не ве прашав, а сметате дека е важно да се сподели со јавноста? Па да, темата е широка, што вика, не може се да се каже. Не може се да се опфати, така, нормално, но... Во целост, мислам, ние гледаме што повеќе активност да има и да на некој начин кај луѓето се враќа тај дух на југословенство. Тоа посебно, да речеме, за еве на некој начин сега да ги земеме земјоделците. Во време на Титова Југославија, нашето поднебје со Ришо е, од една реколта куќа правеа, коли купуваа се, сега не може да преживеат. Еве, сведоци сме сега за последната година, отворија нови фабрики, кажуваат у Кочани за ориз на телевизија, дават ленти, сечат. Арпата ќе биде 25 динара. Ја не сум земјоделец и ја не чекам од земјоделие. Што вика, ама жалосно е за тие луѓе што мачат се цела година, што вика, како грешни ѓаволи. Од една страна ја вика 25 динара арпата, сега по 14 динара. Вика, па него ни зимат. И сега он него пита него дали струја ќе плате, дали едно, дали друго. Мислам, у тај дел стварно, јас еве не сум земјоделец, никогаш не сум бил земјоделец, али искрено земјоделците ги жалам. Така, соучествувате. Да, нормално, не да правам лице нешто, али тоа го кажувам наискрено, наотворено. Оти од земјоделие потешка работа нема. Така. Еве ги овие благодарници што ние ги доделуваме на сите тие, да, на сите тие што ни помагат, бидејќи кочанските медиуми ТВ Кочани и Канал 8 редовно ги следат сите наши активности. Ова е една наша захвалност према нив,
да им се заблагодариме тоа што го прават. За медиумското покривање, точно. За да луѓето видат дека ние знаеме да поштуваме тоа што го прават и го. Кај нас Уздружението, мислам тоа мора да го потенцирам, имаме од цела Македонија членови, не само од Кочани. Од Источна Македонија ни си од Виница имаме, од Берово, од Делчево, сегде, и имаме добар дел од Охрид, членови од Охрид, од Кичево имаме, не? А дали само членовите, поголемиот дел од членовите се мажи? Има ли и жени? Има и жени, да, има и млада популација. Исто така имаме добар дел и албанци за членето кај нас. И албанци имаме у нашето. А еве, младите колку сакаат да слушат за Југославија? Дали се интересираат или сепак? Па види, сега зависи од луѓето, да речем има некој стварно го интересира. Еве, пред некоја година едно младо дете, ја не го ни знам. Јавува ми се така и така. Вика, гледам го, стварно го интересира го. И мислам, обично ние правиме, овие штампаме секоја година мајци со ликот на Тито и грб на Југославија и дадовме една мајца. Знаеш, радосен, оно што вика, 1 динар да е тоа, ама нешто кој ќе со кеф, кој ќе одадеш или кој ќе оприме со љубов, значи тоа нема цена. За исто така за знамињата југословенски, ја дома имав скоро 50 знамиња. Од водостопанство, водовод ги земав тие и справи ги до терај. И една година одеме во Белград, мислам преку овие сега социјалните мрежи, нели, по комуникација има, една босанка стара, мислам години жена, 65-6 години има, и вика, слушај, гледа така, вика, дали ќе може да добием, вика, југословенско знаме. За 4 мај, викам, ќе добиеш, колку пари, вика. Викам, немаш пари да го платиш, знаеш, тоа не се плаќа со пари, знаеш. И жената која го даде знамето почна да плаче, знаеш. Тоа треба да осеќаш некои работи. Да, така емотивно треба да бидеш. Да, јасно. Ние тоа што го работиме, сега го работиме од кеф и од љубов. А сегашните, да речем, така се изразен политичари, се бизнис и интерес тоа. Па добро. Мислам, тоа се нино, да, ама тоа ја што го работам, не сакам нешто да ми кажува некој зашто така. Не сакате да го осудуваат. Еве пред некој ден случајно се сретнуваме во Кочани со некој бизнисмен од Делчево, прв пат го гледаме човекот. И видене, знае, не, вика, гледам ве на телевизија, вика, стварно ми се допаѓа. Вика, слушај, јас имам фирма од Делчево, јас сум бизнисмен. Али вика, имам пари. Утре да речат, вика, па таа Југославија се онаде, вика, јас ќе ја поклонам, вика, мојата фирма на државата. Вика, само тоа време се врне. Мислам, тоа го реално го кажуват. Пари имат сега, мислам, што е нормално, многу пари имат луѓе, ама немат тај мирен живот. Таа Југославија што го имаше, знае се, петок дојде, сите слободни, одмори, викенд, едно друго, дружење, поготово репрезентацијата на Југославија, знаеше за кој играше Југославија. Сега нема, ни спорт има, нема, се порно беше, нема тоа. Стадионите пуни беа. Јас ви многу благодарам, ние можеме да зборуваме и уште многу, но толку е предвидено за нашиот разговор, бидејќи имаме уште неколку содржини подготвени за нашата утринска емисија. Ви благодарам многу што одвоевте време и што навистина пренесовте овде голем број на сувенири се за да ги погледнат нашите гледачи. Ви благодарам. Тоа е само дел од тоа што е изложено тука. Јас дома имам музеј направено. Да искористиме прилика и ние да ви се заблагодариме за поканата. Еве, мислам и сега и у овај дел на Македонија нешто повеќе ќе чујат, ќе видат од оваа ваша емисија и исто да ве поканеме да дојдете кај Ѓорги дома, ако сакате таму една емисија да снимете, бидејќи он има во една соба цел музеј посветен на Тито и на Југославија. Исто и кај другиот наш член, што е тука, Станшо, он е па благајник у Сдруженијето, и кај него има. Така да ако дојдете, и таму ќе направиме разговор, и таму ќе направите емисија, и тоа убава емисија ќе направите што ќе ја видат сите. Бидејќи таква емисија правеше и Тони од Канал 8, мислам. Така да. Ово е за вашите членови. Благодарам многу. Така. Фала. Исто да искористам прилика секоја година покрај календарите, правиме и пенкала, и упалјачи. Благодарам многу. Јас уште еднаш ви благодарам, се надевам дека ќе се видиме и во наредна прилика. Еве, како што рековме во мај, ќе се одржи уште една манифестација организирана од страна на вас.
Благодарам што одвоивте време. Благодарам и на вашата телевизија. Така, почитувани гледачи, овде го завршуваме разговорот со нашите денешни гости, а ќе направиме една кратка пауза со една македонска песна, потоа се враќаме во студио и продолжуваме до 10.